Благодарам, поведете прашање. Младите работат за просек 12.000 плата и тоа вработени преку партиски штабови. До кога? Целокупниот општествен и државен систем во Република Македонија беше воспоставен да партијата биде над државата и над граѓаните. Веќе во изминативе 4 месеци граѓаните на Македонија може да видат дека политиката може да работи сосема поинаку. Суштината, токму и на овие локални избори, е да ги вратиме граѓаните во центарот на збиднувањата, бидејќи не можете да решите нечии проблем од канцеларија. Морате да ги видите луѓето, да разговарате за нивниот проблем и потоа да донесете заедничка одлука со луѓето, со граѓаните. Конкретно за младите во Скопје, во инфраструктурата која што во објектите кои што пропаѓаат се во собственост на градот или во зоните во кои што тоа е можно да се изведе со минимални вложувања, верувајте, во колку имате искрен приод, ќе ги создадеме така наречените младински хабови, каде што за почеток на бизнисот и за задржување, за застанување на две нозе на бизнисот, младите ќе добијат поддршката од градот. Новоотворените фирми создадени од младите лица ќе бидат како символично, како почеток за поддршката, ослободени од комуналните такси. Во тие хабови ќе биде доведена целокупната инфраструктура и ќе биде ставена на новите фирми на услуга, на достап со субвенционирани, да не речам бесплатни цени, со цел да луѓето, младите луѓе се охрабрат и самите го создадат своето работно место, за да не работат за 12.000 денара.